Почитувани ученици, добро дојдовте во e-училница на уште еден час по математика, во прво оделение. Денешната наставна единица ќе биде вежби, насока и движење во простор. Јас сум наставничката Наташа Тодоровска од Основното училиште Георги Сугарев од Битола. Денес ќе работиме насока и движење. Ќе се запознаеме со поимите напред, назад, лево, десно, меѓу, горе, долу, над, под, пред, зад и во. А што всушност треба да научиме на овој час? Треба да ја научиме да ги користиме овие изрази за насока и одредување на местоположба, да можете да го опишете движењето на предметите и суштествата со помош на овие поими, а тоа значи практично да ги користите поимите во секојдневниот живот. Па да започнеме. На сликата гледаме училиште, јас ви го представив моето училиште Георги Сугарев, а ова е едно детенце, едно учениче кој што сака да му помогнете да стигне до училиштето. Здраво, другарчиња, јас сум Марко, а она е моето училиште. Не е далеко. Ајде да изброиме колку чекори нанапред треба да одам за да стигнам до него. Ќе му помогнем или на Марко да стигне до училиштето? Ајде да броиме заедно. 1 чекор, 2 чекори, 3 чекори, 4 чекори. Направив 4 чекори нанапред и стигнав до училиштето. Точно, и ние броевме заедно со него. Хајде сега ние да видиме Марко, меѓутоа практично да изброиме чекорејќи напред во вашата соба. Сакам да станете и да станете столчите и да застанете крај вратата во собата. И потоа да изберете еден предмет во просторијата и да одите нанапред се додека не стигнете до него, например до телевизорот, но не мора да значи дека е телевизорот. Ајде, изберете некој предмет и да направите неколку чекори. Можете да броите заедно со членот од семејството кој може би се наоѓа до вас. Изброивте ли? Сега научивте како правилно да се движите напред, користејќи го истоимениот поим. Напред или одиме нанапред. Ајде да видиме. Сега ќе се движиме назад или наназад. Имаме ново другарче, да се запознаеме. Здраво, другарчиња, јас сум Дејан. Добив задача од наставничката да избројам колку чекори од мене е далеку масата, но треба да се движам наназад. Ќе му помогнеме ли на Дејан да брои наназад, да чекори наназад и да брои? Ајде да видим. 1, 2, 3. И Дејан стигна до масата, чекорејќи наназад. Направив 3 чекори наназад и стигнав до масата. Сега Дејан ќе ни даде задача пак нас. Повторно да станеме, а да се свртиме со лицето кон вратата, исто како што е представен и Дејан. При тоа, забележете каде ви се наоѓа масата, бидејќи и вие треба да се движите до масата, одејќи наназад. Но, пред се проверете дали има нешто што ќе ви го попречи патот, столица тргнете или нешто од кој што би можело вие да се сопнете, значи тоа не сакаме да ни се случи. И потоа чекорете наназад. Може? Научивме што значи да се движиме наназад. Ги користевме поимите напред или нанапред и назад или наназад. Продолжуваме. Движење и насока лево, десно и меѓу. За тоа ќе ни помогне ново другарче. Здраво, другарчиња, јас сум Ана. Помогнете ми да откријам што се наоѓа лево, а што десно од мене. Ајде, ние ќе помагаме на Ана. Значи на сликата гледаме чанта и маса со вазна со цвеќе, на која стои вазна со цвеќе. Но, за да откриеме што е лево, што е десно, што меѓу, првен да се потсетиме на нешто. Ајде да застанете исто како што е застана Ана. Значи повторно стануваме.
Испружете ги, раширете ги рачињата како Ана и да видиме. Да се подсетиме која рака ни е лева, а која ни е десна. Да мислете се дека сте Ана. И посочувам, раката што сега означивме е десна рака. Тогаш другата рака ни е лева. Штом откривме која е десна, а која е лева рака, тогаш може да кажеме и многу лесно што се наоѓа лево, а што десно од Ана. Масата со вазна се наоѓа лево од мене, бидејќи е блиску до левата рака. А чантата се наоѓа десно од мене. И каде се наоѓа тогаш Ана? Ана се наоѓа меѓу чантата и масата со вазна. Повторно одиме со насоките лево, десно и меѓу, а тука не очекува друга другарка. Здраво, другарчиња, јас сум Ева. Ајде и мене да им помогнете да откријам што е лево, а што десно од неа. Но внимавајте, Ева сега ни е свртена со грбот. А тука повторно е чантата и масата со цвеќе. Ајде да видиме, да се подсетиме сега како може и вие слободно да станете и да видиме сега на кој раче посочуваме кај Ева. Тоа е левото раче, кренете го вашето лево раче и другото е десното раче. Значи, масата со вазна се наоѓа десно од Ева, а чантата се наоѓа лево од Ева. А каде е Ева? Ева се наоѓа меѓу чантата и масата со вазна. Продолжуваме. Ете имаме нови другарчиња кои што ќе не запознаат со поимите горе и долу. Јуху, другарчиња, јас сум Сара. Јуху и од мене, јас сум Сашо. Ние ќе ве научиме што е горе и што е долу. Јас сум горе на клацкалката, вели Сара. А каде е Сашо? Јас сум долу на клацкалката. Но при следното движење, што мислите? Каде ќе биде Сара, а каде Сашо? Така, Сара ќе биде долу, а Сашо горе. Замислете дека сте вие Сашо и Сара и крлајте се на оваа клацкалка. Продолжуваме. Поими над, под и на. Ја знаете, с Ана се запознавме во претходниот дел. Ана си го бара мечето. Каде ми е мечето? Каде го оставив? Јас сум мечето на Ана. Помогнете и да ме пронајте. Ајде да ја помогниме на Ана. Каде е мечето? Мечето се наоѓа под масата. Таму го оставила Ана. Каде ли ја оставив книгата? Ана. Ке помогнеме. Книгата е на масата, Ана. Каде ли ја оставив чантата? Ана не знае ништо каде си оставила, затоа што ништо не става на свое место, најверојатно. И не чантата и помагаме и велиме чантата е на масата над мечето. И Ана мора повеќе да внимава каде ги остава предметите. И сега да видиме дали Ана научи за поимите над, под и на. Ке помогнат незините домашни миленичиња. Кучето е под масата. Кучето е и под мачето. Бидејќи мачето е на масата, а мачето е и над кучето во овој случај. Значи, често користиме поими над, под во секојдневното живење. Како и другите. Еве едни познати ликови кои ќе ни помогнат да се запознаеме со поимите зад и пред. Другарчиња, дали ме знаете? Јас сум Маша. И мене ме знаете. Јас сум Медо. Каде е Медо? Јас сум зад тебе, Маша. Еве ги заедно Медо и Маша. Значи, јас сум пред тебе, Медо. И да продолжиме со Маша и Медо, за да ги научиме уште малку насоките. Медо вели, Маша, имам подарок за тебе. Леле, каков убав подарок, а што ли има? Благодарам, а што ли има во кутијата? Јупи, внатре се наоѓа едно сладко кученце.
Во кутијата сум јас, кучето Чарли. Значи, Маша и Медо, кои што ни помогна да научиме за зад и пред, сега ни помогна да научиме да користиме и поимот во. Ајде сега малку да повториме се она што научивме претходно. Учевме за напред и назад. Ајде Ана и Маша ќе не подсетат на тоа. Ана е напред, а Маша е назад. Или Ана е пред Маша, а Маша е зад Ана. Горе, долу. Кој ни помогна да научиме што е горе-долу? Сара и Сашо. Сара е горе, а Сашо е долу. Кога повторно ќе се придвижат, Сашо ќе биде горе, а Сара долу. Лево, десно и меѓу. Ево имам една топка која што се наоѓа меѓу две кутии. Едната кутија е лево од топката, а другата е десно од топката. Над и под. Кучето е над мачето, ова мачето е над кучето, се извинувам, а кучето е под мачето. Пред и зад. Маша е пред Медо, Медо е зад Маша. И во, кучето е во кутијата. Време е за домашна задача. Ајде да видиме. Што ни е потребно? Лист од блок, молив, линијар и боички. Време е да се подготвите. Стопирајте го видеото, штом ги обезбедите, вратете се повторно. Слушајте внимателно и почнете со цртање. Земете го моливчето. Нацртете куќа на средината од листот. Значи, како ќе слушате задачата, така ќе се стопирате. Јас ќе ги прочитам сите насоки, а вие си паузирате. Над куќата сонце. Десно од куќата се наоѓа дрво. Внимавајте, замислете се дека излегувате од куќата, низ вратата и замислете што е десно сега од куќата. На дрвото нацртете птица што лета. Под дрвото трева. На дрвото да има 5 јаболка. Лево од куќата има едно дете со топка во рацете. Пред детето нацртете цвет, а за детето пеперутка. Ови се насоките за цртање, а откако ќе ги нацртате, ќе проверите дали вак изгледа вашиот цртеж. Ова би требало да биде вашиот цртеж, секако, според вашите способности, може би далеку поубав ќе изгледа од овој мој цртеж. Ученици, се надевам дека ги совладавме поимите, дека правилно ќе ги користиме и знам дека ги користите во секојдневното живење, а на овој начин сакавме само да покажеме дека математиката може да биде интересна и преку игра и преку цртеж ние да научиме за математичките поими за насока и движење. Ви благодарам на вниманието.